Добро утро, секое утро, почитувани. Ева нагостени од Велес ни допатува младиот естраден уметник, веќе познато име на македонската музичка сцена, Игор Андриевски. Игор, добро утро и добре ни дојде. Добро ве најдов и добро утро. Драго ми е што си дел од нас и секогаш кога имаме нешто ново, да ги почестиме, вака да кажам, нашите гледачи со една нова песна од тебе. Добре дојден си, секако. Меѓутоа, мощно и интересно затоа што ова се случува и пред веќе се ближиме кон Денот на жената. Денот на жената не треба да е само нели 8 март, секој ден ние си велиме. Меѓутоа, и те одбележуваме сепак тој ден е познат нели како наш празник. Жени сакани. Ние ќе разговараме за спотот, меѓутоа претходно добре ни дојде. Добро ве најдов. Се надевам дека си во добра форма утрински, Да. со оглед на тоа дека допатува од Велес. И да си позборуваме за она што јас секогаш велам, вие младите ја почитувате македонската песна и македонската традиција. Тоа си го докажал низ многу твои песни, кои што исто ги преработуваш староградски песни, меѓутоа имаме и ново компонирани. Ајде нешто повеќе за музичката кариера. Па јас константно си работам на македонскава музика, си правиме преработки на стари македонски песни, нели да ги обновиме во една помодерна, понова варијанта со македонската автентичност и творам исто така и авторска музика, каде што во повеќе наврати сум и композитор на музиката и на текстот. Во случајов на најновата песна Жени сакани сум текстописец. Браво. Јас го напишав текстот. Посветен на својата сопруга, па нешто како во множина после додадено, или? Не, во песната Или се зборува за многу љубови, за многу жени кои биле сакани и не се остварила таа љубов. И понатаму не знае машкото, му е страв да се заљуби за повторно да не изгори. А тоа се случува, така, на секој во животот? Па на секому, но во овој Да. случај пред 2 години е напишана песната, стоеше во сега фиолка. излезе, аха. Да, и ние како, да речем, како пеачи мораме да имаме и да твориме музика за сечие уво, за сечие, за оние кои што сакаат фолк музика на различни теми, за секој да може во некоја песна да си се пронајде. Да се пронајде. Убаво кажано. Знаеме дека ти потекнуваш од музичко семејство, си со музичка академија, исто така поточно за кој одсек бевме да веќе потсетиме. Магистар по пијано бе. По пијано, секоја ти чест и имаме пијано по дома? Имаме, да. Си свириш? Пијанино, легничка, свирам и класична Што свириме? музика. Класична музика? Класична музика, така полесна класика што Во се едно вели. време, не тука кај мене, кај некој од член од моето семејство каде што си живеат малку и подалеку, не е важно, имаше пијанистка. И во раните утрински часови таа си свиреше на пијаното и едно време дојде да не праша дали смета. Јас си реков не, тоа е толку едно прекрасно чувство некој да те буди со звукот на пијаното и само се насмевна и кажа многу ви благодарам, па не покани потоа и на низиниот концерт на вистина. Кога се слуша класичната музика, меѓутоа во живо е нешто за поздрав и за воодушевување и блази се им на тие што се сакам да кажам во твоја близина. За разлика од вашата ситуација, јас имам контра ситуација додека живее во стан. Имав комши кои што ме пријавуваат додека јас вежбав. Тоа кај нас е, да, ништо не ме чуди, да. Да, јас не звучеше многу силно. Пијаниното, да, тоа е пријатно за слушање. Меѓутоа кој како ете гледаш си го доживува, но како и да е. Покрај пијаното владееме што друго? Покрај пијаното посвирувам и хармоника, но за мене, за своја душа, за семејството или во најблиски кругови, за моите блиски, да речам, не се осмелуваш за нешто професионално, да. Така, да. Меѓутоа добро го кажавме одсекот кој е на музичката академија, меѓутоа сепак кога сме музички подковани, многу е полесно по тоа да се плови низ водите во македонската песна каде што си се пронаоѓаш во фолкот. Еве ќе имаат можност и гледачите да погледнат сега и инсерти од она што јас се воодушевувам на вас по младиот свет, затоа што на таков начин се практикува, односно многу се почитува она што е наша македонска култура, традиција, носи. Како е насловот на песната само? Што си толку лено гајлелија. Од каде е оваа песна? Обработка, нели на? Обработка на стара македонска, јас ја слушнав во струга,
Ако не се лажам, да не ме држат за збор гледачите, мислам дека е вевчанска песна. Аха, така, вевчанска. Мислам, не сум сигурен за оваа информација. Меѓутоа наша си е македонска, така? Македонска, секаде. Тоа е важно. Наша македонска убава песна и она што се забележува, ти како млад наш пејач, ја пееш песната, меѓутоа има околу тебе и од како ветерани да гледам од играорна група, еве во ова што можеме да го погледнеме, повозрасни, заедно со вас помлада генерација. Многу интересна спојка и како дојдовте до оваа идеја што еве сега во моментов ја гледаме, тоа е почит една убави носи и односи, од кој крај се? Еве, во оваа прилика да го поздравам и главниот на фолклорниот ансамбл Сашко Анастасов, кој што ми помогна да го снимиме и овој нов спот за жени сакани. Исто е фолклорниот ансамбл Вила Зора од Велес. Истите се и на... Не се истите луѓе, но од тој фолклорен ансамбл се и во и како играат прекрасно, тоа виднаш се забележува, така? Играорци. Сакавме да... Мислам, дојдовме до заклучок дека е убаво да има од сите возрасти. Така. На спотот да има и од повозрастни и помлади. Помлади од тој фолклорен ансамбл. Спој, како што кажав, спојка на млади и повозрастни, затоа што на ваков начин се почитува традицијата. А Игор, еве, доаѓаме секогаш до оној муабет низ, така велам јас, и ние повозрастните, па и гледачите некогаш коментираат за тоа дека младиот свет е насочен на други нешта, меѓутоа вие докажувате сосем спротивно дека младиот свет во Македонија се повеќе дури ја почитува македонската песна и музика. Дали е тоа така? Па, ако се повеќе и повеќе се трудиме да зачуваме македонската песна преку преработки, преку творење на македонска музика, ете во некој по-модерен стил, можеме и тоа да го отинели. За да привлечеме внимание. Се движи да привлечеме внимание. Да. Сепак мислам кога има вака општонародни забави, да речам, или прослави било какви матурски, сепак мислам дека и младите ја слушаат македонската музика. Убаво е тоа што го слушаме од тебе. И знам дека ти немаш никогаш проблеми да ни запееш во раните утрински часови, без разлика дека си рано стана со оглед на тоа дека ни дојде од Велес. Па ете, како некоја традиција ми стана, скоро во секоја емисија. Ајде, повели. Да запеам нешто. Што ќе запееме? Па јас би ја запеал минатата песна, преработката на Да сум сонце. Ајде. Ете да ги Ајде да поздравиме уживаме сите. малку во твојот милозвучен, морам да кажам, глас. Ви благодарам. Да сум сонце, мајко моја, ле, да сум сонце, мајчице мила, да сум сонце, знам каде ќе греја. Јас би грејал, мајко моја, ле, јас би грејал, мајчице мила, јас би грејал на бистра планина. Прекрасно. Како што кажав, да, твојот глас милува. И многу ми е драго што еве одиме понатаму со нови песни. Сега дојдовме до оној момент кога ќе ја промовираме песната и ќе уште еднаш потсетиме, значи текстот е твој, ајде нешто повеќе за да ги запознаеме гледачите да имаат можност да ја слушнат. Да, музиката е на мојот колега Роберт Спасенцовски, кој што учевме заедно и средно и факултет. Аранжманот го направија заедно со брат му Александар Спасенцовски и Роберт Спасенцовски. Случајно дојдовме до идеја, Роберт ми се јави, ми понуди музика, ми кажа, еве, ако ти се допаѓа оваа музика, можеш да напишеш текст, па ако сакаш може да направиме нешто заедно. Па да, тој е познат наш музичар исто така. Можеме и да се пофалиме, да речем, мојата генерација, има доста од мојата генерација кои што се успешни, јас сум генерацијата на Иван Кукич, од Струмица, и Роберт Спасенцовски и многу други кои што се трудиме, напорно работиме, не сме сите во фолк музиката, но се занимаваме со музика. Така. Прекрасно испадна песната, задоволни сме од она како е прифатена. Од она како е прифатена и од целокупниот производ, и од аранжманот, од музиката и од спотот каде текстот се реализираше уште и да го погледнат гледачите. Да, спотот се снимаше во Скопје, во ресторанот Едера,
Сега има друго име, се извинувам Добро, не е ако ни погрешив. проблем, тоа не мора ни да го потенцираме до толку, така да сепак си уживавте таму како во снимањето, се реализира за кратко време или? Па се реализираше околу 4 до 5 сати од прилика имаше снимање, но секогаш кога снимаме со фолклорниот ансамбл Вила Зора, се чувствува некоја позитивна енергија, сплотеност и убава енергија кај што мислам дека ќе донесе големи резултати и сега и во иднина. Ние да посакаме, Игор, жените да бидат сакани, да нема разделби во љубовта и да нема болка, но и тоа се случува како велат, ако не ја почувствуваме пак болката, нема да знаеме што е вистинската љубов и слично, но секој си е со својата животна приказна, така ли е? Точно така. Жените секогаш треба да бидат сакани, секогаш треба да бидат почитувани. Така. Благодарам многу што беше дел од нашата утринска програма, а јас верувам и знам и дека е тоа така од твоја страна, со оглед на тоа дека си едно младо, убаво, воспитано момче.